Се возиме значи низ Гетеборг, интересно е што тука не видовме патарина негде. Патарина нема у Шведска за коли, само Гетеборг и Стокхолм има Трэнгселскат го вика. Као гужва низ центар што поминува со кола. Зависно во кој ден од денот има 9, 16, 22 крони. Едно поминување важи саат и пол, се плаќа највисоката сума у тој период. Максимум 65 крони во денот е вредно. Значи ако не минуваш не плаќаш, само ако си... Ако не поминуваш низ центаро, не се плаќа, тоа е од 6 сабајле до 6:30 попладне, викенди и празници нема и цел јули исто така нема. Да се одморите. Сега во кој дел сме? Сега сме во овој као Мункебек-Торп насабата, одиме кон Геотеко, најголемиот тениски клуб тука во Гетеборг, втор во Шведска. Има 15 терени тука внатрешни и има 5 надворешни терени, ама не се овде у близина на клубот, на друга локација се, сега ги видиме овие внатрешни со крада подолна. Имаме тука еден македонец што работи од Витоа. Натпреварите кои се вечерва, каде ќе се одржат? Тие се во Сандарет. Сандарет е во близината на Борас, на 60-70 км од Гетеборг. 40 минути во земја. Клубот се наоѓа покрај Нугово езеро. Многу убава атмосфера, многу се добри надворешните терени таму се со земја, али некаква специјална подолга имаат и едни од најубавите у Шведска. Оваа година е 40 години јубилеен турнир за јуниори, прв турнир на кој се отвора сезоната на земја во Шведска за јуниори се одржува по 40 пат. Правиме мовет за турнирот кај што ќе настапи Софија, да. На земја ќе се игра, така? На земја, да. А сега почнува на земја до летото. И од септември таму пак се враќа на трода подолга. Според тебе, ви бидејќи тука имате повеќе услови, што е на која подлога најти одговорно? Најчесто играме на трода подолга. Бетонска. Да, трода подолга. Која ти е најлесна вака според тебе? Најлесно е на трода подолга да се игра. Сега е малце специфично, побавно е, ако е влажно времето, ако има малку мокро, топката станува потешка, треба За на земја. Да, треба да се привикнуваш во текот на играта на условите, а Значи да подолга секој пат се исти условите. И полесно е за контрола се топката. Благодарам. Ево сега да ловим и тука како во Италија рекреативци. Рекреативци тука спортуваа од сабајле од 5 да испаднеш, ќе ги видиш како трчат па до навечер. Во Шведска не постои овој живот како кај нас по кафани, по кафичи. Тоа Може би за викенд на некој езерце, така, или во домашна атмосфера, пикник. многу тешко тоа. Многу ретко. Многу тешко. Да излегуваат на кафе, али тоа не е како кај нас на 50 минути. Каква беше приказната за алкохолот овде? Алкохол во Шведска ќе посетиме една од продавниците, само државата продава алкохол. Значи Во сите специјални продавници систем полагат и работат во работни денови сабота до 3 саат, ако кој нема набавено, значи сабота вечер недела не може да се купи. И имало референдум тука воопшто дали да има алкохол или да нема, и за малку победила опцијата за да има и да најдат некој компромис. Решиле да има алкохол, ама да биде со повисок данок, со поишескат, и така е малце поскап алкохол тука, за разлика било кој алкохол. да, од другиот дел на Европа, Германија и Италија. Е многу подостапен и поевтин, така поскап, и се продава само на одредени места. И тоа до сабота до колку часот? Сабота до 3 саат по план. Па е интересно. Значи тука речи си да нема пиени луѓе.
Освен што ќе си купат до 3 часот. Да. Пива пак, али претежно гледаат да спортува, овакво седење пијанки, тоа е не дека не постои, али Минимизирано. неко не е толку Нема јавно. таа навика, да. Ја нема таа навика. Ова е тоа? Тоа е понајгоре после него. Сака да ојмам од малку од надвор атмосферата. Добро. Е една од ретките улици кај што има бесплатен паркинг и некој сега паркинг се плаќа. Секаде речи си. Да. Сега одиме, значи, Во Геотеко, втор по големина тениски клуб во Шведска. Од на 150 метри се наоѓа. Ево се горе. добро. Веќе сме пред Геотеко. Сега ќе видиме дали има некој. Значи тоа е и логото на. Нема ова тевлик надпревари нема, има само ова приватни тренинзи, некои што се игра рекреативци. Овде ги има сите услови. Од теретана, велнес, сауни, све. Па ете слушнавте од Тони. Што има, што нема. Затвори, само се затвара. Само ли затвора? Благо е Кереле. Благо. Lago, ja men såklart. Här inte. Han står och... Ja, lite fint där. Мале благо. А мога ли да го снимам? Да го снимаш може. Thank you. Hi. Tjena maestro. Може. Тоа е важно да го кажем, имајќи предвид дека еве ние во Делчево некако успеавме малку да го наведеме теренот, овде гледаме секој терен си има спонзор, сега ќе ги видиме и на другите бони. Бони или терени, тука има што се рекламира некоја фирма. да, доколку нешто фали на теренот, тие возможуваат преку спонзорство. Интересно. Мјук Битвит. Билтвит. Билтвет. Тоа и у спортската гимназија работи. Аха. Во Гетеборг. Ама тој поише може да објасни ако сака за тоа. Ја не сум толку патен. Тука тенисерите мори се запишува на спортска гимназија за после да одат на коледж во Америка, али како функционира баш тоа не сум уште истражувал, не ми е Познат. крај познато. Слободно, како сакаш. Пошо веќе да снимам дека Како? Имаше и канцелари, значи имаш овде, значи луѓе што си имаат нивни канцелари што си имаат. Овде имаш перална, имаш овде. јасно. Јас ќе ти кажам, ти снимаш. Добро. Имаш овде. Овде ти се приватни канцелари, луѓе што си ги имаат изнајмено, што си имаат нивни фирми што си имаат. Ова ти е дел од теретаната ти ова. Инаку теретаната е на втори спрат. За втори спрат е голема теретана. Овде има како за курсеви. Утванале, ќе да чекува и познатиот тенисер.
на 94 минути. Супер се гледа. Ова е Auto Experto, Vortex. Само треба да ги бачиме да не сака да ги снимаме луѓето. Не сам ги снимал нив. Малку да видиме да имате некои речи што местни. Добро, да, сегменти има малку. Се малце Па да има само еден поглед на... овде имаш два терени и горе там има уште два. Ако сакаш и догоре да тоа не само малце. Не. Позади има уште Гори два. имаш уште два таму, гори имаш. Можеш вака да снимаш, значи овде ќе се ти ова, 15-16, имаш уште два терени горе таму. Значи како на нивоа. Да, на ниво имаш два терени таму. Кој е моментално најпознат тенисер од Шведска? Бjorn Borg, Ole Wall. Бjorn Борг на времето добро. Сега е силно. Leo Borg. Ole Wallin. И овие двајца има браќа Имер Микаел и Елијас. Имер. Те е брат има, Рафаел име, и ќе добро. Не сум го видел. И има добар играч во Давал, Јорансон. Он е добар во Давал. Женските сите се катастрофа. Палмарсон, кој беше? Овде ни се канцелариите овде лево. Овде имаме канцелари, ние ќе седиме тренерите. Кент, овие пати ги вака. Да. Овде е таа големата хала овде, со 6. Овде има 6 терени. 6. Три лево, три десно. Браво. Ова што има екран таму покрај столицата е за лайн технологија за линиите. Ако има некоја спорна топка, ја гледа. Play replay се викате системот. Колку вкупно терени рековме целиот комплекс? Ова имаш 14 затворени терени и еден отворен. И имаш и за падел 7 терени за падел имаш. Значи огромно здание. Овој ти е трет најголем клуб, втор најголем во цела Шведска, ти е трет да кажам. Супер. Трет најголем клуб. И овде македонец имаш исто рачен. Браво. Не сме многу. Супер, супер. Мора да има македонец негде. Првиот слав, Па иде овој. Па твојот текст треба да е супер. Само не ги сниме многу луѓе. Не, на таму на кај вас повеќе. Може не сака да ги. Да. Vi ska vara på en makedonsk TV nu. Oj. Тоа е. Благодарам. Онде ти е падал халатито на снимато. Еве слушнавте. Делчево сега, да ги појдам таму, ти криче, не ми го. Овде боре канцелари, чисто така боре овде, канцелари имаш. Овде ми се нашите собекувални, ќе се пострефаме ние. Супер. Овде имаме конференци за состаноци и сите работи. Некој официјален турнир што вие си го организирате? И ова е државно првенство во до 14, 16, 18, 21 година. Од цела Шведска, 1000 учесници имаш, 1000 надпреварувачи. И тоа се држува само овде се држува. Секоја година во кој месец? Во април месец, кога е Великден на Шведски. Помина значи. Да. Сега беше.
Имаме и тенис Европ имаме, ама тоа што е државното првенство во сите категории овде се држува. 14, 16, 18, 20. И овде тие падал халена ти овде. За падал имаш. Овде имаш соблекувални, со сауни, со сите работи, да не бегаме на тврди. Да. Жести баш. Да. Ама и падал. Баш. Да падал. И ове тие јасни жута. Брате, има рыб. Как се, да? Så har ju han kontrollen nu då. Men är lite så här. Аха. Може да се одбие, значи. Не видов така со публика да се гледа како Нема трибина. само Тука има за вежба. За Не, овие немаш доскора. она, малце се мало. Немаш како централен терен, немаш. Ова е значи распоред на клубот. На терените, како ти да шема. Претежно играат јуниори и најчесто родителите само се присутни. Така малце нервозни родители. Има секако. Знам во Делчево бев кога Да, уникат се карат со сите така.